Наде Костадиновска-Спасеновска. Скриеното богатство на мојата баба. Дојде лето. Училишното звонче го означи крајот на учебната година и почетокот на летниот распуст. Ова лето Ема и незината мајка се подготвуваа да одат во посета кај прабабата на Ема. Овој пат посетата требаше да трае неколку дена, малку подолго од вообичаено. Ема многу го сакаше селото во кое живее незината прабаба, па оваа идеја многу и се допадна. Ема е дете кое сака да истражува и да учи нови работи, па така ова ќе и биде доволен период за да може да ужива и да осознава нови нешта. Потребните работи беа подготвени и ставени во автомобилот на мајка ѝ. Ема беше подготвена уште рано наутро, возбудена поради патувањето чекаше пред автомобилот. Требаше да патуваат од Скопје до Куманово, бидејќи селото на прабаба ѝ се наоѓаше во околината на Куманово. Од другата страна на патот во исчекување на гостите се подготвуваше и баба Нада. Таа, иако беше 90 годишна старица, сепак беше доволно вита за да подготви топол и превкусен зелник за добредојде. По кусото патување пристигнаа во селото. Во лето, иако е многу топло, таму се чувствуваше свежина. Ветрето нежно пиркаше низ лицето на Ема, давајќи и свежина на озарената насмевка. Ема стоеше на патот, вдишувајќи го чистиот воздух и разгледувајќи наоколу, на едната па на другата страна. Гледаше во високите тополи кои нежно се нишаа, не баре игра со ветрот. Веднаш штом го слушна автомобилот, баба Нада излезе на скалите да ги пречека. Со мила насмевка и жар во очите, стоеше подгрбавена подпирајќи се на дрвеното стапче кое го држеше во раката. Ема и мајка ѝ отидоа да се поздрават, силно да се прегрнат и да ѝ помогнат на баба Нада да излезе во дворот на мала заедничка починка. Додека баба Нада и мајка ѝ на Ема разговараа, Ема трчаше низ дворот. Брзаше да ги види кокошките, кучето, мачињата, да се пикне кај козите и од малото дупче на вратата од кочината да ги дзирне свињите. Најинтересни беа малите зајачиња кои подскокнувајќи трчаа низ дворот. Ема многу ги сакаше животните. Поради тоа во овој момент не знаеше со кое прво да поигра, кое да го погали и на кое да му даде храна. Ема! Се слушна гласот на мајка ѝ. Молам, мамо, одговори Ема. Дојди, Ема, ќе ти го покажам дворот и живеалиштата на животните. Ние ќе треба да се грижиме за нив додека сме тука. Се надевам ќе успееме во тоа. Секако, мамо, јас со задоволство ќе се грижам за нив и ќе им давам храна и вода секој ден. Ти не мораш да се грижиш, самоуверено рече Ема. Ема беше воодушевена и, иако не знаеше како треба да се грижи за козите и свињите, сепак беше радосна бидејќи ќе се дружи со нив. Потоа мајка ѝ и ги покажа леите со пиперки, домати и краставици. Понатаму го видоа и овоштарникот во кој беа наредени дрва, чии крошни беа преполни со јаболка, круши, сливи. Потоа следеа и редовите со пченка и сончоглед кои се простираа до малата селска рекичка, која во еден дел силно жубореше, но понатаму силата ѝ се намалуваше и течеше тивко низ селото. Откако се прошетаа низ дворот, Ема и мајка ѝ се вратија во куќата. Баба Нада веќе се имаше симнато во својата одаја. Куќата во која живееше беше стара, со соби на горниот и долниот кат во кој живееше баба Нада. Пред влезот се наоѓаше големото старо дрво со раскошна крошна, силни гранки и превкусни жолти дуњи. Мирисот на дуњите во есен, кога беа узреани, се ширеше до влезот на собата на баба Нада. Кога беа деца, мајка и на Ема и незините братучеди често береа од дуњите, ги сечеа на парчиња и со сласт ги јадеа. А баба Нада најмногу му се радуваше на летото, бидејќи тогаш доаѓаа сите нејзини внуци за кои се грижеше во текот на летниот распуст
Им подготвуваше разни јадења, баница со сирење, печени компири, бакардан, тиганици. А тие срекни играа, трчаа во дворот и се радуваа на детските денови поминати низ игра со животните, природата, другарите од селото и братучедите. Заедно со нив и баба Нада беше срекна на секоја нивна насмевка. Неуморно ги чуваше и гледаше како растат и секогаш со нетрпение и радост ги дочекуваше. А кога заминуваа, тогаш знаеше да им ги наполни торбите со јаболки, круши, млеко, сирење и се што имаше, но знаеше и од пазувите да извади по некое париче и да им го стави во рацете, а потоа да ги испрати до патот. Таква беше баба Нада. Веднаш до дуњата беа неколкуте скали кои водеа до незината соба. Собата беше мала, но доволна за баба Нада да се чувствува пријатно. Во собата до зидот се наоѓаше железниот кревет. Токму оној во кој минатото бил многу модерен, кој, иако стар, неговиот душек се уште беше удобен. Врз него беше послан килим во црвена боја. На средината од собата се наоѓаше дрвената маса која дедо Аритон ја имаше изработено. Врз неа беше послан бел чаршав везен со цветови во разни бои. На масата беше ставено бардето со вода. Баба Нада се уште полнеше вода од стариот бунар во дворот и така ладна и свежа ја чуваше во бардакот. На трошните ѕидови од малата соба беше вдлавнато старо дрвено долапче со дрвени вратнички за чување на разни дребулии. До ѕидот пак беа наредени 3 плетени коша во кои баба Нада чуваше разни намирници, овошје, зеленчук и слично, со кои ги даруваше дечињата кои доаѓаа во посета. Собата ја осветлуваа двата дрвени прозорци низ кои нежно влегуваше сончевата светлина, истурајки ги своите зраци токму врз превкусниот зелник. Кога Ема и мајка и влегоа во собата, баба Нада веќе ја имаше поставено трпезата, свиткана подпирајки се на масата, ја ставаше и последната мирудија. А таму имаше се. Зелник, тазе подготвено кисело млеко во каленица, козјо бело домашно сирење, пиперки, краставици и домати. Мајка и на Ема ја искара баба Нада бидејќи се намачила да приготви толку убави јадења, а Божем не знаеше дека на неа тоа не и представува мака, туку задоволство. И баба и на Ема приготвува зелник, баница со сирење, пита и сето тоа го има научено од својата мајка, баба Нада. Откако завршија со ручекот, баба Нада седна да одмори. Мајка и на Ема ги средуваше работите околу куќата, а Ема разгледуваше наоколу и со многу прашања ја будеше баба Нада од дремката. Во соседната просторија, која повеќе служеше како остава, Ема наоѓаше интересни работи кои порано служеле за приготвување на храната, па постојано потпрашуваше. Баба Нада, што е ова? Праша Ема, покажувајќи кон еден дрвен предмет со округлеста сплосната форма, кој имаше кратка рачка за држење од едната страна. На рачката имаше мал отвор низ кој беше протнат конец за да може предметот да се закачи над зид. Сушност Ема таму и го најде. Тоа е тарун, одговори баба Нада, подкревајќи ја главата за да може да види. Тарун, збунето извика Ема. Порано кога бев млада на него го подготвував лебот, ке ставев брашно, вода и врз тарун ке го замесу леб. 1, 2, 3, колку леба треба, толку ќе направев. Потој ќе ga дигну тарун с ручку и ќе ga ставу леб под вршник да се пече. Какви вкусни меки лебови беа тоа, зборуваше баба Нада, климајки со главата и обидувајки се колку што може да зборува литературно за да може Ема да ја разбере, но на моменти ќе подзаборавеше и ќе кажеше по некој збор на кумановски дијалект. Бабо, а што е тоа вршник? Праша Ема. Тоа е голем метален капак с ручку, како овие денес на тенџерињата што се стават, само многу поголем. Ширејќи ги рацете за да ја долови големината на вршникот, објаснуваше баба Нада.
Под njega имаше црепња, глинена црепња. С помош на тарун се стављаше тестото у црепњу, а одозгора вршник. Тие стоја на пирустија, такој га викасмо тој. Пирустија беше направена од метал со 3 ногарке и се стављаше врз огањ, а над njega црепната и вршникот и така се печеше лебот. А врз вршникот стававме помалку жар и пепел за поубаво да се испече лебот, објасни баба Нада. Ке беше убаво да можам да пробам, додаде Ема. До тарунот на зидот се наоѓаше и соларникот. Тоа беше една мала дрвена кутија со капак и отвор за закачување на зид. Во него порано се чувал сол и пипер за секојдневна употреба, а до него стоеше еден дрвен, висок цилиндричен предмет, стегнат околу со метални обрачи. Ема повторно ја праша баба Нада, а таа повторно мораше да ја подаде главата кон просторијата за да види за кој предмет прашува Ема. Тоа е бутин. Во него го ставав кисело млеко кое го правев од млекото од кравите кои порано ги чувавме. Ке го протнев маталото. Тај дрвен стап што е до него, тоа е матало. Во долниот дел маталото има дрвена плочка и с њума се удара, се мати млекото. Потоа го затворав бутинот со дрвениот капак и полак ке се направеше матеница, биеница, рече баба Нада. А бабо, каков е тој збор полак, интересно звучи кога го кажуваш? Праша Ема. Мило, ја забрави, па пак на кумановски ти збору. Тоа е полека, одговори баба Нада. Не е проблем, бабо, убаво е да научам и по некој збор на кумановски дијалект, рече Ема, па додаде. Многу интересно, сигурно се било превкусно, исто како и денешниот зелник, заклучи Ема. Да, мило мое, но не се поубави од лебот и зелникот кој ги подготвував на тарунот и ги печев под вршникот во младоста, со насмевка рече баба Нада. Но зошто и денес не подготвуваш така? Повторно праша Ема. Бидејќи денеска е друго време, има многу модерни работи на кои се подготвува се, а и јас повеќе немам сила како порано. Сега Ема оди земи си едно јабуку од крошњу, рече баба Нада и ја погали Ема по косата, па легна да одмори. Утро е, новиот ден полека се раѓа во селото. Ема ја разбуди пеењето на петолот и кокодакањето на кокошките. Рипна од креветот и заедно со мајка си отидоа да им дадат храна на животните. Ги пуштија кокошките од кокошарникот и тие веднаш го исполнија дворот колвајки по тревата. Тогаш Ема и мајка и влегоа внатре и ги собраа јајцата што беа ги снеле кокошките и се уште топли ги ставаа во кошниците. Кошниците беа стари, но се уште корисни, иако нивните плетени рачки попуштаа од товарот на свежите јајца, сепак беа доволно цврсти за да можат да го издржат товарот. Ема ги дополни садовите со јачмен и рж за кокошките да имаат храна. Потоа Ема му даде коска на кучето и млекце на мачето. За козите баба Нада веќе имаше подготвено храна, па Ема и мајка и требаше да им однесат. Мамо, што има внатре во садот? Што јадат козите? Прашуваше Ема. Сега на козите ќе им дадеме зоб. Инаку козите одат и на пасење, но ние не можеме да ги носиме. Затоа ќе им дадеме да јадат тука. Зимно време им даваат да јадат и слама, објасни мајка ѝ. Мамо, а што е тоа зоб? Повторно прашуваше Ема, одејќи со мајка и кон козите. Зоб е мешавина од пченица, јачмен, овес, пченка или мумурус, како што го вика баба Нада. Сите тие зрна се мешаат заедно и таа мешавина се нарекува зоб. Зоб им даваат и на други животни, например на коњите, одговори мајка ѝ. Би сакала да имаше коњи или барем само еден коњ, воздивна Ема. Потоа Ема и мајка ѝ се упатија кон кочината на свињите.
Кочината беше изградена од камења поврзани со кал и штици. Од озгора беше покриена со керамиди, а се наоѓаше на крајот од селско-стопанскиот двор, исполнет со посебни објекти за животните. Ема и мајка ѝ стигнаа до кочината. Мајка ја отвори вратата која беше направена од штици и полека влезе внатре. Што ќе им ставиме на свињите да јадат? И се обрати Ема на мајка и стоејќи на влезот од кочината. За нив имаме крма, одговори мајка и покажувајќи го садот со храната. А што е тоа? Зачудено праша Ема. Тоа е мешавина од мелена пченка и јачмен, одговори мајка и ставајќи ја крмата во дрвеното излабено корито за храна на свињите. Супер, сега научив по нешто и за нив. Утре ние самите ќе подготвиме крма и зоб. Радосно заклучи Ема. Потоа Ема и мајка и наполнија вода од бунарот во дворот, студена и бистра, токму онаква каква што ја пиеше баба Нада. Ја поставија и трпезата. На неа имаше топли миризливи тиганици, чија арома ја исполнуваше малата соба на баба Нада, а до нив козиото кисело млеко со набабрена кора како кајмак. Откако завршија со појадокот, Ема и помогна на мајка си да ги заврши работите околу куќата, оставајќи ја баба Нада малку да одмори. Мамо, баба Нада има многу интересни предмети. Сакам да ја прашам уште нешто за да можам да научам повеќе работи за начинот на животот во минатото. Се надевам не и пречам со толку многу прашања, рече Ема. Сигурна сум дека не и пречиш, слободно прашаја, а таа со задоволство ќе ти раскаже, рече мајка ѝ. Ема отиде во собата на баба Нада, полека ја отвори старата дрвена врата и дзирна со главата. Мислеше дека баба Нада се уште одмара на креветот и не сакаше да ја вознемирува, но таа веќе беше будна и ставаше вода од бардето. Ема влезе во собата. Чекај, бабо, седни, јас ке ти дадам вода, рече Ема и земајќи го бардето стави вода за двете и додаде. Бабо, забележав дека водата од бунарот е многу посвежа и поубава за пиење од водата од нашите чешми. Да, поубава е, но и затоа што ја чувам во бардачето, рече баба Нада, покажувајќи кон земјениот сад на масата со голем отвор за полнење вода и уште еден помал за пиење на водата. А потоа почна да раскажува. Порано во селото имаше една чешма, селска чешма на сред село. Сите одевме со бардињата и полневме вода од чешмата. Ке се видевме едни со други, ке направевме муабет и после одевме секоја по дома да ги завршиме домашните обврски. Беше убаво, но подоцна секој си направи бунар во својот двор и работата беше полесна кога има вода во близина. А и денес има водоводна мрежа исто како кај тебе во Скопје, но јас се уште си полнам вода од бунарот. Ајде, Ема, земи си едно бомбонче од олапчето на зидот. Откако Ема се заслади со бомбончето, седна до баба Нада на креветот. Со рацете ја погали прекривката на креветот. Потоа се сврте и добро ја погледна. Тоа беше ткаена прекривка во убава црвена боја со црни редови во различна ширина, низ кој како во низа се простираа бела и зелена лента, па рече. Баба Нада, прекривка вам изгледа многу стара, не сум видела ваква досега. Тоа е килим. Јас го ткаев на разбој уште кога бев многу млада. Порано заедно со мојата мајка и моите братучетки учевме да ткаеме на разбој. Тога девојчињата многу млади учеа да ткаат, да везат. Еве, вака како тебе кога бев. И, откако ќе научевме, ткаевме се што беше потребно. Правевме килими во разни бои и големини со разни шари. Некои, помалите, ги употребувавме за покривање кога спиевме, па и за прекривање на креветот, а поголемите за постилање на подот. Потоа ткаевме перници, торби, прекривки за деца. Многу работе смо ткајале, так беше такој,
Немаше как сега да појдеш и да си купиш. Тоа сигурно било напорно, замислено рече Ема. Не, Ема, беше интересно. Може би беше тешко додека научиме како се ткае на разбојот, потоа кој конец каде се употребува, која боја и друго. Но другарувањето беше убаво, а и желбата која поубаво ќе научи да ткае, рече баба Нада. А што е тоа разбој? На разбојот ткаевме. Со разбојот ручно се работеше. Има места куде што се протнува вуната и со совејката се прокарува се ткае. Баба Нада објаснуваше колку што може. Во една од собите на горниот кат стоеше разбојот. Ткаев прекривки, облека за децата, се што ми требаше. Потоа кога пораснаа ќерките, тие ткаеа, снаите исто така. По старата снаа најмногу ткаеше. Ткаеше јамболии, килими и за неа, но и за другите. На сите во куќава се што им требаше им ткаеше. Потоа се изменија работите, другите деца почнаа да си купуваат облека, почнаа да се продаваат памучни прекривки, постелнини, теписи. И така, полека го тргнавме разбојот. Баба Нада малку подзастана, зема здив со чаша вода и мека наполитанка, па продолжи да раскажува. Зборуваше тивко и одсечно, на моменти позастанувајќи да се забрише со шамивчето околу устата, па продолжуваше да раскажува за минатото. Освен што ткаевме, учевме и да веземе. Еве гледаш, овој чаршаф на масава, тој јас го везев, рече баба Нада. Изгледа преубаво. Цвекињата се многу убави како некој уметник да ги нацртал. Сигурно е тешко да се навезе ваков чаршаф, заклучи Ема. Треба многу време и трпение, но беше интересно. Порано тоа се работело. Сите жени знаеа да ткаат, да везат, да плетат. Јас ги научив и моите ќерки да везат и да плетат. Сите ке седневме на триножните дрвени столчиња под дебелата сенка во дворот и девојчињата околу мене учеа да боцкаат со иглата. Тогаш немаше телефони и овие другите, како ги викате, компјутери, па децата се занимаваа со други работи и воопшто не им беше тешко. Денеска таа работа може би изгледа тешка, но тогаш не беше, рече баба Нада. Бабо, сакаш ли да излеземе малку во дворот и заедно да седнеме на триножните столчиња под дебелата сенка? Со насмевка на лицето праша Ема. Важи, дете мое, но сега не можам да те научам да везеш. Се насмеа задевајки ја Ема. Наредниот ден Ема требаше да ја помогне на баба Нада во средување на храната која им ја даваа на животните. Пред куќата, зад старото дрво со дуњи, се наоѓаше стариот амбар. До него водеа неколку тесни скалички. По нив баба Нада и Ема внимателно се качуваа, а амбарот беше препълн со вреки полни со јачмен, рж, пченица и овес. Имаше и многу јаболка. Баба Нада седна на триножникот пред тремот на амбарот, ја зеде пченката која стоеше во кошот и почна да ја дроби во зрна. Ема и помагаше. Зрно по зрно ја вадеше пченката од класот. Потоа баба Нада ја замоли Ема да земе неколку јаболка и да ја ги подаде. Ема ја послуша и ги стави јаболката во скутот на баба Нада, а таа пак полека едно по едно ги исече на мали парчиња. Потоа парчињата ги нанижа на конец и ги остави да се сушат на сончевите зраци. Ема збунето гледаше. Никогаш порано го немаше видено овој начин на подготвување на јаболчиња, ниту пак некогаш пробала сушени парчиња јаболка, особено не и сушени на овој начин, па така и не знаеше колку се вкусни. Но сега имаше можност да научи како се подготвуваат и да касне од минатогодишните,
од истите јаболчиња со вкус и мирис на детството на мајка ѝ. Откако завршија со работата, Ема и помогна на баба Нада да слезе по скалите и заедно да отидат во собата. Малку седнаа да одморат и Ема повторно почна да разгледува и да истражува како некој етнолог кој се наоѓа на некое теренско истражување. Во аголот на собата, прекриен со бел чаршав, а врз него наредени разни предмети, стоеше дрвен ковчег. Скоро и да не се забележуваше. Но Ема, истражувајќи, успеа да го забележи и да дзирне под чаршафот. Ковчегот беше од дрво со 4 ногарки и дрвен капак. Целиот беше прошаран со вдлабнатини во дрвото во форма на разни триаголници и линии кои му даваа на ковчегот убав изглед. Ова под чаршафот, што е тоа? Праша зачудено Ема. Тоа, мило мое, тоа е ковчег за Алишта, одговори баба Нада. Но зошто е покриен? Праша Ема. Бидејќи е многу стар и не сакам да се оштети. А што има внатре? Смеам ли да отворам? Унутра има едно цело богатство, одговори баба Нада. Богатство? Зачудено извика Ема. Баба Нада полека, подпирајќи се на стапчето, го отвори ковчегот. Сакаше да ја задоволи љубопитноста на Ема, но да ја покаже што за неа представува богатство. Внатре во бело платно беше завиткана народната носија на баба Нада. Што е ова? Праша Ема. Ова, Ема, е народна носија, одговори баба Нада, одврзувајќи го платното за да може Ема да ја види носијата. Во тој момент со корпа полна чинии кој беше ги измила на чешмата во дворот, мајка и на Ема влезе во собата. Мамо, види што има тука! Радосно извика Ема, не дозволувајќи и на мајка си ниту да ја остави корпата на масата. Види, тоа е народна носија! Ема беше пресрекна дека најде нешто ново кое може да го види и, иако не беше сигурна што е тоа народна носија, сепак беше возбудена. Го најде дрвениот невестински ковчег, рече мајка ѝ. Мамо, па ти знаеш за ова? Зачудено праша Ема. Да, мило, тоа е скриеното богатство на мојата баба, рече со насмевка мајка ѝ. А што се тоа народни носии? Праша збунето Ема. Тоа е облека која во минатото ја носеле луѓето. Има многу носии, сите се многу убави, особено невестинските, одговори мајка ѝ. Дали и оваа носија е невестинска? Праша Ема. Да, тоа е мојата кумановска невестинска носија. Тогаш кога бев млада, тоа се носеше. Носија, убава, ткаена, везена, украсена. Па за невеста уште беше поукрасена. Не се носеа фустани како овие денес, рече баба Нада. Ема полека осознаваше за носиите. Учеше дека носиите ги изработувале мајките, девојките, но и девојчињата кои од рана возраст учеле да ткаат и везат. Тие носиите ги ткаеле на разбој, а потоа ги везеле со конци во разни бои и ги изработувале со многу љубов и трпение. Везовите биле во форма на кругови, триаголници, цветови, линии, различни форми и предмети кои на жената и биле инспирација во моментот на создавањето. А секој предел, секое село во Македонија си имало своја посебна народна носија со која се разликувало од другите. Па така, според носијата, можеле веднаш да видат кој во кое село живее. Тие се разликувале по бојата, везот и украсите. Сето тоа многу умешно било проткаено во носиите, па тие изгледале прекрасно. Носиите биле различни според возраста. Имало носии кои ги носеле малите деца, потоа момчињата и девојчињата, носии за невести и носии за постари луѓе. Имало носии кои биле многу украсени со многу накид и други додатоци
и тие се носеле за специјални прилики како свадби, веселби, празници, слави и други свечености. Додека пак за секој ден, додека луѓето работеле со земјоделие, саделе, жнееле по нивите, како и додека го паселе добитокот, носеле поедноставни носии. Носиите изобилуваат со прекрасни бои. Најзастапена е црвената боја, најчесто во комбинација со црна, жолта, бела, сина и зелена. Сето ова ги прави носиите да воодушевуваат со својот изглед, а низ нив да се гледа трудот и знаењето за создавање на едно богатство. Богатство какво што е и ова на баба Нада. Може ли да ја извадиме носијата од ковчегот за да ја видам? Праша Ема, кревајќи ја главата кон прабаба ѝ. Секако, Ема, но тоа направете го со мајка ти. Постелете ја целата носија на креветот, рече баба Нада и седна на столчето. Ема и мајка ѝ го извадија белото платно во кое беше завиткана носијата и грижливо парче по парче ја послаа носијата на креветот. Еве, ова најголемото се вика кошулја. Таа најпрво се облекува. Ја правевме од бело, дебело памучно платно, а потоа ја везевме со волнени конци, ја украсувавме. И објаснуваше баба Нада. Ема ја гледаше и се восхитуваше на кошулата, а таа пленеше со својата убавина. Со прекрасен вез во ракави, потоа на јаката околу вратот, во предниот горен дел и целиот долен дел на кошулата. Со мотиви и форми кои само кумановската жена можела да ги создаде. Таа преку геометриските елементи се обидела да го прикаже она што го гледа, мисли, чувствува, а со тоа да ја направи оваа кошула единствена во Македонија. Во задниот дел од везот па нагоре ја прошарала со редови во црна боја кои ја прават кошулата да изгледа пошарена и поубава. Ема продолжи да разгледува, грижливо допирајќи ги парчињата носија. Бабо, што е ова? Праша Ема, држејќи едно долго парче од носијата. Тоа е појас. Појасот го стававме на половината, рече баба Нада. Нешто слично како каиш? Праша зачудено Ема. Па, слично, само што појасот е волнен и е многу подолг и мора неколку пати да се завитка околу половината. Еве вака, рече мајка ѝ, обмотувајќи го коланот околу половината на Ема. Да, навистина е долг, особено кога појасот е ставен околу мојата половина, со насмевка рече Ема. Потоа зема едно правоаголно парче ткаенина со две врвки од страните во горниот дел. Тоа беше скутина. Таа беше ткаена во црвена боја со комбинација на белата, жолтата и црната боја, исшарана со мотиви на ромбови во два реда во горниот и долниот дел на скутината. Додека Ема ја разгледуваше скутината, баба Нада ја објасни дека таа се носела од озгора врз кошулата и појасот, врзана со врвките околу половината. Еве вака, рече мајка ѝ и ја врза скутината врз половината на Ема. Ема, иако беше премала за скутината и таа и достигнуваше до врвовите на прстите на нозете, сепак и беше интересно. Интересно што може да научи за минатото, за везената кошула, за појасот, за скутината, и беше интересно што на овој начин се забавува заедно со незината мајка и прабаба и што трите се смеат заедно. Дете мое, воздивна ни смеа баба Нада. Убави времиња беа тоа. Сви променети со носие, патени рака за рака, игравме оро. Убаво, наше, македонско оро, а музиката од зурлите и тапаните ечеше низ целото село. А невестите, со убави венци и капи на главата, беа најубави од сите. А што сте носеле на главата? Какви капи биле тоа? Продолжи Ема со својата љубопитност. Носевме челенка, така ја викавме.
Челенката беше нанижана со низа од мониста, а под неа мала капа и марама. Стававме и китка, и објасни баба Нада. Китка, што е тоа? Праша Ема. Оф, Ема, се насмеа мајка ѝ. Тоа е мало букетче од цвеќиња, суво цвеќе, босилок, цветови набрани од градината. А позади на плетенката закачувале коцле. Објаснуваше мајка и на Ема, покажувајќи во сноп плетенчиња направени од природна коса, врзани заедно во горниот дел. Потоа ја покажа капата, целата нанижана со стари пари. Па и герданот и тој нанижан со стари сребрени пари, кој баба Нада го чуваше за спомен заедно со носијата. А до него стоеа пафтите. Накид кој се носел на половината од озгора врз носијата. Тие биле изработувани од занаетчиски кувенџии. Ема внимателно ги слушаше објаснувањата на баба Нада и мајка ѝ, а потоа додаде. Баба Нада, дали сето ова си го носела? Сигурно многу ти било тешко да ја носиш целата носија. Заклучи Ема. Не, дете мое, не беше тешко. Беше задоволство да се облече носијата, рече баба Нада. Ема, народната носија е гордост на секој народ, додаде мајка ѝ. Потоа Ема дозна дека народната носија е дел од културата и историјата на еден народ, обележје и знак на препознатливост. Таа во минатото секојдневно се носела, но потоа поради промените кои настанале во општеството, постепено престанала да се употребува и била заменета со современа облека. Па така денес народните носии можеме да ги сретнеме во музеите, културно-уметничките друштва и разните манифестации каде што се представува нашата земја. И секако, кај некоја прабаба, која со многу љубов и спомени проткаени со различни приказни од младоста, ја чува како свое богатство, кое може да им го покаже на своите внуци и правнуци и секако на секој кој сака да научи нешто за минатото. Ема го ислуша објаснувањето, а потоа внимателно ги зема пафтите и со помош на мајка ѝ ги закачи на половината врз појасот и скутината. А мајка ѝ ја намести капата, челенката, коцелот и на крај го стави герданот. Ха, Ема, изгледаш истовремено и малку смешно, но и многу убаво, се насмеа мајка ѝ. Ема парадираше гордо низ собата и внимателно се вртеше за да се види поубаво, а потоа наполни вода од бардето и го подаде на баба Нада. Види, бабо, вака треба, возбудена праша Ема. Така, да, се насмеа баба Нада. Ете, Ема, гледаш колку е убаво чувството кога ќе ставиш носија на тебе, па и само еден мал дел. На креветот беа послани и обувки направени од свинска кожа, рачно изработени од мајстори. Баба Нада, а овие обувки дали сте ги носеле на нозете? Да, Ема, тие се викаат опинци. Прво ги облекувавме чорапите, тие плетените. Тие ги плетевме со разнобојна волнена преѓа, па потоа опинците. А врз кошулата се облекуваше саја, ќурдија и зъбан. Така ги викавме, различни се. Мене само сајата ми остана, другите ги немам. А потоа додаде. Ема, заедно со мајка ти, разгледајте ја носијата уште малку, а потоа здиплете ја и ставете ја во ковчегот. Мислам дека доволно научи за народните носии. Пакувајќи ја носијата, Ема изрази желба да види и други носии од други предели на Македонија. Поради тоа со мајка ѝ се договорија да го посетат музеот во Скопје, во кој се изложени многу народни носии од сите предели на нашата земја. Секој ден во селото за Ема представуваше нова авантура. Ема се радуваше на се, уживаше во раскажувањата на баба Нада, на заедничката работа со мајка ѝ, на животните и на пространиот двор во кој можеше да трча колку сака,
бркајќи ги кокошките или надпреварувајќи се со зајачињата до целта. Денес е уште еден нов ден во селскиот двор. Денес Ема повторно беше во обиколка на животните, но овој пат имаше малку поинаква задача. Ема и баба Нада полека одеа кон шталата каде што беа сместени козите. Всушност, таму во минатото баба Нада и дедо Аритон ги чувале кравите. Пред шталата беше сместена плевната. Тоа беше еден отворен простор покриен со керамиди, а во него се чуваше сламата. Секое лето после жнеењето балите слама се редеа во плевната и се чуваа како храна за животните во зимскиот период. Ема и баба Нада се приближуваа до шталата. Мајка и на Ема носејќи го дрвеното триножно столче во едната рака, а со другата рака држејќи го бакарното котле за рачката, брзаше да ги стаса до шталата. Ема имаше задача да ја помогне на баба Нада во молзењето на козите. Секако, љубопитната Ема мораше да проба да ја измолзе козата. Иако гледајќи ја баба Нада и се чинеше едноставно, набрзо свати дека воопшто не е така. Пробувајќи, ја вознемири козата Белка, па таа мрдајќи со главата зацвони со звончето што й беше обесено околу вратот. Добро, Белка, биди мирна, рече баба Нада, смирувајќи ја козата. Бабо, што е тоа на вратот на Белка? Зошто се иставиле звонче? Праша Ема. Тоа се вика клопотарец. Го ставаме на животните, на кравите, козите, овците, за да не се изгубат додека пасат по ливадите. Ќе ги пуштиме и ако отиде далеку, по звукот на клопотарецот ќе ги најдеме, одговори баба Нада. Многу интересно, заклучи Ема. Баба Нада продолжи со работата. Седејќи на триножникот, умешно ги измолзе козите и го исполни котлето со свежо млеко. Кога завршија со работата, Ема и помогна на баба Нада да се врати во куќата. Денес е последниот ден од посетата во селото. Рано утрото Ема и мајка ја отидаа во последна обиколка на животните. Откако на сите им дадоа храна, продолжија кон градината. Набраа од зелените краставици, црвените превкусни домати. Извадија по некое морковче од земјата и ја наполнија кошницата. Бидејќи градината се протегаше до зелената ливада и малата река, Ема ја замоли мајка и да појдат на кратка прошетка пред заминување. Мајка и веднаш се согласи. И таа, исто како и Ема, сакаше да ја види реката и да се потсети на детските денови. Денови кога заедно со децата од селото играа на ливадата покрај бистрата река. Се плискаа со водата и со нозете буричкаа во реката допирајќи ги каменчињата. Токму онака како што правеше и Ема, весело подскокнувајќи во водата. Покрај реката имаше разни растенија. Од секоја страна радосно дзиркаше по некое цветче, протнувајќи ја главата низ грмушките. Ема набра неколку, внимателно обликувајќи ги во мал букет. Види, мамо, направив китка, рече радосно Ема. Да, Ема, многу е убава, исто како китката од носијата на баба Нада. Да, токму таква. Киткава ќе ја дадам на баба Нада да ја биде украс на масата, рече Ема, задоволно потврдувајќи со главата. Потоа Ема и мајка ѝ се вратија во куќата. Во малата соба ги чекаше баба Нада. Малку беше тажна поради заминувањето на нејзините внуки, но и задоволна што помина една убава седмица со нив. Ема ја даде китката, силно ја изгушка и вети дека набрзо повторно ќе дојдат во посета. Автомобилот повторно беше подготвен, но овој пат за заминување. Патните торби и останатите работи беа внатре. Баба Нада им ја подаде и последната торба која ја беше наполнила со јаболка, круши, краставици, сирење и што уште не. А на заминување во раката на Ема и стави и некое париче. Уште еднаш се прегрнаа и бакнаа.
Ема и мајка и влегоа во автомобилот, а баба Нада остана да стои на патот, подгрбавена и подпрена на дрвеното стапче, кревајќи ја едната рака за поздрав. Ема силно викна од автомобилот. До следното видување, бабо! Објаснување на поимите. Барде. Сад за носење, чување и пиење вода. Се изработува од глина на грнчарско колце со обликување и печење на глината. Има една или две рачки. Каленица. Мал сад направен од глина се користел за послужување млеко или храна. Тарун. Предмет на кој се сукал и замесувал лебот, а потоа се спуштал во црепната или тепсијата за печење. Направен е од едно парче борово или буково дрво. Има округлеста, сплосната форма и рачка на која има мал отвор низ кој е протнат коноп со кој се закачувал на ѕид. Бутин. Сад во кој се мати, бие млекото и притоа се добива матеница, биеница и маст. Направен е од дрвени штици, околу кои во долниот и горниот дел се поставени метални обрачи. Има цилиндрична форма. Матало. Предмет кој е составен дел на бутинот. Со него се мати, се бие млекото. Тоа е дрвен стап повисок од бутинот, кој во долниот дел има коцкаста дрвена плочка со дупки. Соларник. Сад кој се користел за чување сол и ситна дробена пипер. Направен е од дрво со дрвен капак и преграда во внатрешниот дел. Личел на мала дрвена кутија, стоел закачен на ѕид. Црепна. Глинен сад кој се користел за печење на лебот. Направен е од глина и има изглед на тепсија. Вршник. Предмет кој се користел за покривање на тестото или јадењето при печењето во црепната или тепсијата. Направен е од метал со конусна форма и големи димензии, во горниот дел имал мала полукружна рачка. Пирустија. Предмет врз кој се ставала црепната и вршникот на огинот. Направен е од метал, има форма на триаголник со 3 мали ногарки. Котле. Бакарен сад кој служел за чување и носење на млекото. Има звонеста форма и рачка. Кош. Предмет кој се користел за чување и пренесување на разни земјоделски производи. Направен е со плетење на цврсти прачки. Тоа е длабок сад со различна големина. Кошница. Предмет кој служел за носење на разни производи. Се изработувала со плетење на поситни прачки. Има различни форми и големини, но сите имаат плетена полукружна рачка за носење. Триножник, мало ниско столче со 3 ногарки. Направено е од едно парче дрво. Ковчег, дрвен предмет кој се употребувал за чување носии и разни ткаени и везени работи. Разбој. Направа на која се ткаеле носии, килими и се што било потребно во домакинството, а можело да се изработи од волна. Направен е од дрво. Килим. Ткаена волнена прекривка. Килимите се со различна големина, боја и шари. Поголемите се употребувале за постилање на подот, а помалите за прекривање на креветите и покривање при спиење. Чаршаф. Платнена прекривка за маса. Се изработувала со везење во различни бои и со различни мотиви. Долапче. Мало дрвено шкафче со полици поставени во вдлабнатината на ѕидот. Народна носија. Облека која во минатото ја носеле луѓето. Ја изработувале жените од бело домашно памучно платно, ткаено на разбој, везено и украсувано со најразлични шари, мотиви и бои. Кумановска невестинска народна носија. Носија која се носела во Куманово и околните села. Ја носеле невестите на денот на свадбата.
се состоела од кошула од бело дебело памучно платно, богато извезена на ракавите, јаката, долниот дел и предниот дел на кошулата, со прекрасен вез со геометриски орнаменти. Појас, ткаен во црвена боја и шаран со прави шари, скутина, ткаена во црвена боја со орнаменти кола, збан, горна куса облека со мали ракавчиња направена од домашно платно, украсена и извезена со различни орнаменти, саја, горна облека без ракави слична на елек направена од бело домашно платно извезена во долниот дел, ќурдија, горна облека без ракави малку подолга од сајата и побогато украсена со вез, чорапи, волнени плетени во црвена боја, високи до колената и опинци, обувки од свинска кожа. Дел од невестинската носија бил и украсот за главата кој се состоел од челенка, капа, коцел и китка. Пафти, накид изработен од сребро. Се носел околу половината како дел од невестинската носија. Пафтите имале различни форми, округлести, листовидни, елипсовидни. Зурла, дувачки инструмент направен од ореово или сливово дрво. Тапан, ударен инструмент. Тој е направен од буково или ореово дрво, на кој од двете страни се обтегнати кожи зацврстени со обрач. Врз нив со удирање со дрвени стапчиња се произведува звукот. Клопотарец, звонец кој се закачувал на вратот на ситниот и крупниот добиток, се изработувал од метал. Крма, храна за стоката направена со мелена мешавина од пченица, јачмен, овес и пченка. Зоб, храна за стоката направена со мешавина на зрна од јачмен, пченка, пченица. Амбар, селско-стопански објект кој се користел за чување на жито и друга зрнеста храна. Кочина, селско-стопански објект наменет за чување свињи, изграден е од камења поврзани со кал и покриен со керамиди. Плевна, селско-стопански објект кој се користел за чување на добиточна храна, сено, слама. Штала, селско-стопански објект кој бил наменет за чување на покрупен добиток, изграден е од камен и покриен со керамиди. Кокошарник, објект во кој се чувале кокошките. Тој бил сместен во стопанскиот двор во близина на куќата. Изграден е од камења поврзани со кал и покриен со керамиди. Бунар, селско-стопански објект кој служел за вадење вода за пиење и други потреби. Се состои од два дела. Долен дел вкопан во земја и издидан со камења и горен дел со механизам за вадење, црпење на водата со јаже и кофа. Кувенџии се занаетчии кои изработувале накид, но и други предмети кои биле потребни во домакинството, но и пошироко. Работеле со сребро, бакар, бронза, злато, месинг и калај. Етнолог, научник кој се занимава со проучување на начинот на животот во минатото.